Прилепскиот театар Војдан Чернодрински е добитник на 3 награди за представата Љубовни пози на историјата, од Горан Стефановски во режија на Наташа Поплавска, на меѓународниот фестивал на актерот во Никшиќ. Театарот ги освои наградите за најдобри епизодни женски и машка улога и за најдобра колективна игра на ансамблот. Представата се одигра само еден ден по смртта на Стефановски. Беше тоа вечер на измешани емоции, измешани чувства, сите ја чувствувавме загубата, но сепак актерската екипа со една неверојатна енергија ја одиграа представата и може би сакаа на тој начин преку нивната сценска игра, преку нивниот сценски говор да му оддадат почит на авторот Стефановски. А пред почетокот на представата, на сцената пред никшичката публика, режисерката Наташа Поплавска имаше краток омаж за ликот и творештвото на Стефановски. А публиката со громогласен и долготраен аплауз му одаде почит. Ова е последен драмски текст објавен од страна на Горан Стефановски. Преизведбата на текстот била во 2014 во Љубљана, а по 2 години се поставува во Прилеп. За нашата представа имаше најмалку публика, веројатно бариера им беше јазикот. Со оглед на тоа колку награди собравме, ја пропуштија најубавата представа на фестивалот. Од една страна ми е жал за нив, од друга страна ми е многу кеф за нас, да. Ми е криво за тоа што оваа представа беше изведена на театарските игри тука, по Прилеп. Минатата година. Да, минатата година. И тоа е некоја чудна работа што нашите гениалци не успеа да видат каква е всушност оваа представа, кои се нејзините вредности, што ние како колеги, не само јас и Ангела, кажувам колеги за цела екипа, што можеме да понудиме како актери, а не само како колектив. Пошто ние сме многу јаки како колектив, ама имаме и поединци кои што стварно растураат во различни представи. Веројатно ова е традицијата која што ни се повторува. Ние ги добиваме прво наградите надвор од Македонија, па после се враќаме тука, ги одигруваме представите на Чернодрински, на домашниот фестивал, па тогаш не наградуваат. Веројатно правило треба да биде кога ќе ја дадеме премиерата да излеземе одума од Македонија. Да земеме награди за овдешната не е публика, тоа е гледачко око, стручно гледачко око, за да знае дека ние нешто правиме, а не се шетаме само по сцената, не ги кршиме за џабе штиците што ни се поставени таму. Да се надеваме дека сето тоа ќе се смени во иднина. Дека наградите ги посветуваат на великанот Стефановски. Мене ми е фасцинантно и што се има постигнато Горан Стефановски, значи еден таков човек, да се однесува, значи на исто рамниште со нас, значи тоа е најголемата одлика на човекот, значи тоа е за мене во моите очи е многу голем човек. Значи приватно и професионално. Професионално знаеме дека е легенда во Македонија и пошироко. Македонската драматургија има многу работи останато што ќе се учат уште 100 години во иднина, ама како човек, големината негова ме фасцинира и затоа кажувам дека се измешани чувствата. Не знаевме како ќе звучат репликите на сцена. Значи многу тешко звучи, многу потешко. Друго значење добива секоја реплика, која знаеш дека си го запознал тој човек, кој последен негов текст присуствувал на некој фестивал, тоест кај нас на Војдан Чернодрински, споделувал со нас преку Skype за време на процесот се бевме во постојана комуникација. Што мислел тој, дури пишувал како го создал текстот. И после оваа информација сите колеги мислам дека игравме со некоја, не знам, беше многу поразлично. Да, секој извод. Представата беше иста, само поинаква енергија носеше самата представа. Не беше
Не дека не беше толку јако како што било овде, меѓутоа поинаква беше жарта и потребата за да се изигра тогаш. Баш во тој момент таа представа. Колегата наш Димитар Георгиевски на тркалезната маса која што се одржуваше после нашата представа, за секоја представа имаше тркалезна маса, кажа вика изненаден сум колку кога е човек попознат, попочитуван, поголем, колку е почовечен. Тоа е некој оксиморон што се случува веројатно, контрапункт самото на себе, колку е човек поголем, толку е помал. Ама не зборуваме за големина, туку зборуваме за човештилук веќе. Љубовни пози на историјата на Прилепскиот театар можеби навистина ќе влезе во историјата, бидејќи е првата наградена представа на Стефановски одиграна постхумно.